To breaking this Можем, water maybe or go under the shadow. I have a photo of yours. What would be the... Почитувани представници на средствата за јавно информирање, дозволете ми да искажам мојата чест и благодарност што денес во присуство на волку високи представници од владата и од меѓународната заедница присуствував на еден прекрасен настан на кој малку разговаравме, разменивме мислења за енергетската ефикасност и изградбата на домови за категориите на граѓани кои ги исполнуваат условите и што имавме прилика символично со тоа што малку поработевме да пратиме многу силна порака до сите граѓанки и граѓани да го поддржуваат волонтерството во наредниот период и да ја поттикнуваат општествената одговорност. Би сакал во името на граѓанките и граѓаните на Велес, особено во име на собствениците на становите кои како резултат на овој проект на USAID дојдоа до топол дом за живење за себе и за своите семејства под многу поволни услови, најповолни услови убедливо во градот. Да му се заблагодарам на Хабитат за поддршката што ни ја дава и за други проекти кои заеднички ги реализиравме во минатиот период. Да се заблагодарам и на Habitat for Humanity на интернационално ниво за тоа што се реализира овој проект во Македонија и токму во Велес и да им се заблагодарам на USAID и на представниците на владата за поддршката што ја даваат на Велес и на сите општини и на градот Скопје за реализација на проекти за енергетска ефикасност, со кои не само што се штеди енергија, туку и се подобрува квалитетот на живењето од друга страна се подобрува животната средина. Дали има ново барање од Habitat за парцела за изградба на нови домови и живеалишта на граѓаните кои што не спаѓаат во категоријата на социјално ризични или пак за младите брачни парови, оние кои што можат да го поднесат финансискиот товар за да дојдат. За тоа поточен одговор ќе ви даде господин Зоран Костов, директор на Habitat Македонија. Јас само сакам да кажам дека пред известно време го завршивме проектот за реконструкција на кровот на училиштето во селото Башино село со поддршка на Habitat. Тие ни ги доделија керамидите, останатото ние го финансиравме, а сега ни одобрија повторно керамиди во износ од 5000 евра за да го реконструираме кровот кој ќе биде енергетски ефикасен и во селото Црквино во кое живеат 100% припадници на бошњачката етничка заедница. Такви проекти реализиравме повеќе во минатиот период, се надевам дека ќе продолжиме и во иднина. Сакам само да ми кажете дали овде има уште слободни парцели, но тоа зависи од стратегијата и политиката на Habitat. Тие се добре дојдени доколку одлучат да градат и понатаму. Почитуван Рик Хатвей, подпредседател на Habitat for Humanity International за Европа, Блиски Исток и Африка. Почитуван Зоран Костов, национален директор на Habitat Македонија. Почитувани медиуми, представници на медиумите секако и почитувани присутни. Имањето на собствен дом е една од базичните потреби на секој човек за да чувствува сигурност и да може да допринесе во општеството. Затоа, за мене, градењето домови за оние кои се соочуваат со потешкоти е една од најхуманите акции кои може да се направат. Сакам да се заблагодарам на Habitat for Humanity, кои досега изградија 6 стамбени објекти, и 5 се во план за изградба во Велес, со што се овозможува дом на повеќе семејства со ниски примања.
Дополнителна вредност е тоа што овие домови се енергетско ефикасно и изградени со помош на волонтери од целиот свет. Владата е посветена на адаптацијата на климатските промени и на подобрување на енергетската ефикасност преку секојдневни активности, стратегии, секако и планови. Сакаме да ја унапредиме нашата земја во тој поглед и да создадеме зелена иднина за сите. Работиме на развој на повеќе стратешки документи, како што е Националниот план за адаптација на климатските промени, Националниот просторен план и Националната развојна стратегија, кои што ќе овозможат попредвидливо обкружување, одржлива економија и општество кој ќе се грижи за сите граѓани од различни категории, социјални категории. Дозволете да посочам дека владата на Република Северна Македонија презема и сериозни чекори преку реализација на проектот за домување на социјално ранливите групи, кој се спроведува преку акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и соделуван простор за значење на Републиката во координација со Министерството за транспорт и Министерството за финансии. Само неколку бројки. Преку овој проект кој започна во далечната 2009 година, за кој се планирани 51 милион евра, Планирано беше изградба на 32 стамбени објекти со вкупно 1725 станови. Планираните објекти се наоѓаат на широко во целата територија на нашата земја. До сега се завршени 842 стана и истите се вселени, а од нив 164 се завршени во последните 3 години. Во завршна фаза се 132 стамбени единици, во Виница 36, Свети Николе 48, Пробишти 48, а во фаза на изградба се уште 508 станови, и тоа 29 се тука во Велес, 312 стана во Скопје, 52 стана во Гевгелија, 16 во Демиркапија, 35 во Копчани и 62 во Неготино. Во текот на наредниот месец очекуваме да се отпочне со изградбата на дополнителни уште 142 стана. Во тек е проектирање на објекти во Штип и Прилеп, се вкупно 103 стамбени единици. И истите ќе почнат со изградба до крајот на годината, со што ќе се закружи целиот проект. За нас како влада, проектите кои што се подржуваат од граѓанското општество, во овој случај од Habitat за Humanost или Habitat for Humanity, од самата влада, но и другите чинители во општеството, значат живот за нашите сограѓани. Значат помош и покажување на дело на солидарноста и општествената одговорност сите нас. Затоа, солидарно општество и правично општество е тоа што треба да се стремиме сите заедно. Благодарам. Дали како влада имате во вашата програма изградба на пензионерски домови, бидејќи новиот начин на живот има потреба од тоа, поготово Велес? Да, згрижувањето на лицата од третата доба, да кажеме, е еден од целите на владата, и таму не само изградбата на пензионерски домови во собственост, општествена собственост, туку и јавното приватно партнерство е нешто што ние го потикнуваме понатаму да се развива. Веќе се издадени неколку лиценци за јавни приватни партнерства во кои што се градат пензионерски домови, така наречени пензионерски домови или домови за грижа на стари лица. И сметам дека тоа е еден сегмент кој што уште повеќе ќе треба да се унапреди, како што начинот на живот се менува. Најверојатно потребите ќе станат уште поголеми, и секако една од залагањето наше е и грижата за лицата во трета доба да биде адекватна. Во Велес во два наврати општината не успеа да го продаде објектот хотел Вила Зора. Дел од тој објект во минатиот систем функционираше како токму пензионерски или старски дом. Подготвена ли е владата да ја помогне на општина Велес во реконструкцијата на делот од тој објект, за да може да се намени за потребата на старите лица кои што во градот знаеме дека ги имаме во голем број и им треба таков вид на помош со оглед на иселувањето на младите, нивните деца, внуци и така натаму? Значи, ние во суштина не само објектот Вила Зора, туку и низа на други објекти, низ државата, како и детските одморалишта, сакаме да ги вратиме во функција, на основната функција, тоа да им служат на нашите граѓани. Моделот кој што таму треба да се избере е модел кој што мора да биде одржлив.
Ако имало нешто кое што функционирало и денеска не функционира, значи моделот за нивно функционирало не бил одржлив. И ние не можеме да направиме уште еднаш нешто што за некоја година ќе го нема. Затоа, да, отворени сме. За детските одмаралишта гледаме најдобар модел како да се вратат детските одмаралишта во функција на децата, но при тоа да бидат одржливи и современи, онака како што доликува во 21 век. Секако и објектот Вила Зора, но велам има уште низа објекти, ќе се вратат во основната функција, но само кога моделот за нивно работење ќе биде одржлив, за да не ја мислиме после 5 години дали владата уште народни пари треба да вложи за да обстане тој модел. Не треба да забораваме дека владата има императив да јавните пари ги користи на ефикасен и ефективен начин. Секое трошење неразумно на јавните пари е на штета на нашите граѓани. Да, ние сакаме да се згрижи една категорија на луѓе, но тоа не треба да биде на грб на другите граѓани. И затоа моделите како што се јавно-приватно партнерство, целосна приватизација со давање на основните услуги на граѓаните треба да биде нешто кое што во наредниот период ќе го гледаме и затоа таму кај што владата може директно, затоа што објектите се во собственост на владата, на државата, можеме да го направиме. Таму кај што објектите се во собственост на локалната самоуправа, би требало заедно со локалната самоуправа да седнеме и да разговараме за најдобриот можен модел. За овој модел би можеле да разговарате? Да. Или за овој објект и за овој објект и за секој еден друг објект во државата треба да разговараме првично за моделот и основната функција. Основната функција треба да биде таа за која што се изградени, затоа што не треба да забораваме дека овие објекти се изградени со јавни средства, тоа е пари на нашите граѓани во минатото и мора да служат за нивно за нивни добри. Вице премиер, ќе искористам јас ова можност да ја прашање надвор од темата. Најавено е поскапување на струјата, во исто време државните МЕПСО и ЕСМ генерираат постојано загуби, веќе загубите се преку 20 милиони евра. Поскапувањето ќе ги консолидира ли? Не, нема да има поскапување на електричната енергија. Сметам дека за жал живееме во општество во кое што јас сум еден од тие кои што кажува дека кога нас не треба разум, ние се однесуваме на разумно. И пласирањето на лажни информации е во суштина неразумно однесување. Поскапување на електрична енергија нема да има. Затоа имаме намалување на ДДВ-то за електричната енергија минатиот вторник од 18 на 5, кој што во 2022 ќе се врати на 10, во 2023 ќе се врати на 18, токму за да граѓаните не ја почувствуваат можното движење на струјата. Но се тоа оди на штета на државните компании. МЕПСО нема да има загуба, ЕСМ загубите евентуално ги нема затоа што граѓаните не плаќаат поскапа струја, ЕСМ проблемите се други и затоа не треба да се направи таква корелација. Ние вчера воведовме еколошка такса која што би значило во суштина инвестирање во енергетски ефикасни објекти. Би значило инвестирање во обновливи извори на енергија, затоа што сите сакаме да живееме во општество, во земја во која што имаме подобри, почиста животна средина и почист воздух, а тоа не е возможно ако денеска не се инвестира. На нашите деца, после 10 години, ќе им оставиме тоа што денеска ќе го посееме. Затоа да, еколошка такса повисока, нема поскапување нит на горивата, нема поскапување нит на електричната енергија, но како што одиме во инвестиции во зелената енергија, нормално е дека ќе очекуваме наредните години постепено да расте. Но само уште еден податок. Македонија е земја во која што електричната енергија е се уште најевтина во споредба со сите земји на Европска унија и во споредба со земјите во регионот. Ние плаќаме трета најниска електрична енергија, цена на електрична енергија во споредба со сите овие земји кои што ги напоменав. Тоа не значи дека ние ќе треба да стигнеме на ниво на цена со Германија,
но како што го подобруваме животниот стандард, како што ги подобруваме изворите на енергија во пообновливи извори на енергија, по-зелени, секако треба да бидеме спремни дека постепено таа ќе расте. Но во овој момент нема поскапување на цената. Во Европска унија не можеме да влеземе, но европски фондови доаѓаат во Македонија. Дали имаме квалитетни програми сега? Ние во Европска унија одамна сме влезени затоа што фактот дека ги имаме исполнети сите услови и работиме за да ги донесеме стандардите на Европска унија, формалното пристапување ќе се случи еден ден. Затоа што стандардите кои што се во Европска унија не се стандарди кои што ни ги бараат германските граѓани, туку ни ги бараат нашите граѓани. Ние ќе работиме за да тие стандарди ги обезбедиме за нашите граѓани. Секако, фактот дека имаме пристап до европските фондови, сметам дека сите заедно треба да впрегнеме сили да ги искористиме во максимално можно ниво. И на тоа се работи. За жал, во изминатиот период имавме ситуации во кои што доста од човечките капацитети кои што беа обучени во тој сегмент или ги напуштија работните места или не беа доволно мотивирани за да понатаму останат, и на тоа секојдневно се работи за подобрување на таа состојба, затоа што тие средства се наши. Европскиот инвестиционен план укажува дека ќе има доволно средства за да се подобри квалитетот на живот во овие простори, без разлика дали денеска, утре или задутре ќе станеме земја членка на Европска унија. Тоа што се откажуваат да работат луѓето кои што се обучени, претпоставувам во државната или јавната администрација, не покажува дека не се задоволни од висината на платите? Покажува, но тоа е нивото на подготвени сте како влада да направите некаква интервенција за да задржи оној кадар кој што е потребен на државата, токму заради ова што сега го зборувате. Значи, прво има два показателя, а тоа е дека приватниот сектор се развива побрзо него што се развива јавниот сектор од аспект на квалитетот и понудата кој што оние даваат од аспект на плати. Тоа значи дека работните места во приватниот сектор стануваат попримамливи за луѓето затоа што можат да бидат подобро платени за истото време кој што ќе го потрошат на работа. И тоа е еден момент кој што треба да не радува, затоа што приватниот сектор е генераторот на развојот. Секако се согласуваме и како влада веќе заедно со делегацијата на Европската унија, со другите чинители, но и внатре во влада разговараме како одредени позиции, работни позиции, кои што се дефицитарни, како што се луѓето кои што работат во привлекување на и користење на ИПА фондови, како што се луѓето кои што се во IT секторот, или луѓе кои што се поврзани со капитални инвестиции, а тоа се градежници, инженери и така натаму, кои што се дефицитарни во јавната администрација, како да се најде начин да бидат дополнително мотивирани со евентуално одвојување од законот за јавна администрација или преку друг начин. Се разговара, се уште не сме дојдени, но сметам дека треба да се работи на тој затоа што државата заслужува. Ако изгубите еден човек кој што 10 години е обучен за ИПА фондови, не сте изгубиле еден човек, вие сте изгубиле неколку милиони евра за нашите граѓани, затоа што нема кој веднаш да го замени. И секако јас сум тој кој што вели дека да, треба да бидат повише платени, затоа што они ќе носат корист за нашите граѓани. И дали ќе има најнови мерки во однос на штетата од COVID-19, во кои области ќе бидат? Ние еве во утре е петок, разговараме со стопанските комори за да еднаш месечно разговараме за да видиме какви се состојбите, какви се нивните проекции. Сега за сега економските показатели, статистичките податоци укажуваат дека економијата полека се опоравува и дека нема потреба за дополнителни значителни мерки, затоа што редовните програми покриваат одреден сегмент кој што беше погоден и затоа сметам дека ако утре се покаже дека има потреба, ние сме спремни да разговараме за било каков предлог. Хабетат се одлучи да инвестира, да гради во Велес од Македонија, зашто фокусот беше тука и тука има простор за уште 5 нови згради. Каков е планот за развој во останатиот период? So the question is, why Veles?
why Veles was decided to be a place where Habitat for Humanity started its operations in Macedonia, and what are the plans for the future? Oh, you probably know the answers to that. I'll try. Habitat for Humanity International генерално работи таму каде што има локална иницијатива од локалните власти и особено од локалните граѓани, вклучувајќи го и граѓанското општество, локалните невладини организации кои се заинтересирани да им помогнат на луѓето во потреба. Велес е идентификуван пред повеќе години како заедница каде што сите три аспекти биле земени предвид и биле позитивно оценети. Имало иницијатива од локалната власт во тоа време, 2008 година, имало интерес и потреба, граѓаните на Велес имале потреба и имале граѓански организации, вклучувајќи Habitat Македонија, кои што едноставно биле заинтересирани да почнат да работат во Велес. Значи, нината е особено определена од фактот дека сме во постпандемичен период, се надеваме дека сме во постпандемичен период, кој што овозможува с големен интерес на донаторската заедница, с големен интерес на луѓето да волонтираат и да си помагаат и с големен интерес секако на граѓаните кои имаат потреба од домови. Сето ова заедно нас не прави оптимисти, особено кога ќе почне сезоната на меѓународни волонтери, која е сега суспендирана заради рестрикциите со меѓународните патувања, дека ова повторно ќе биде едно големо градилиште. Значи, во нашата мрежа на Habitat for Humanity, Habitat Македонија е земја, е организација која работи во мала земја, меѓутоа има развиени операции од кои ние учиме. Тие операции посебно се фокусирани на област енергетска ефикасност на нови и на стари објекти, од каде што остатокот од мрежата Habitat for Humanity учи и базирано на искуствата што овде се стекнуваат, се преземат практики во останатите земји на Централна и Источна Европа што се под покривање на овој регион. Иновативноста на Habitat Македонија, според гостинот, е нешто што е еден вид на водич, еден вид на пример за останатите организации на Habitat во останатите земји во Источна Европа, во смисла на тоа каде треба да се движи нивната работа, во која насока треба да се движи нивната работа. Да, денеска имавме една ретка можност, една ретка прилика да имаме гостин кој што е високо позиционирана позиција во рамките на мрежата Habitat for Humanity International, тој е господинот Рик Хатавеј, кој е подпредседател на Habitat for Humanity International, одговорен за регионот Европа, Среден Исток и Африка. Таа ретка можност ја искористивме да поканиме и локални званичници, кои што заедно со гостинот малку дебатираа и меѓусебно се информираа за врските меѓу две актуелни прашања: домувањето, што е редовна преокупација на Habitat генерално во светот и во Македонија, и климатските промени, што е еден тренд со кој денес и политичарите и јавноста многу се интригирани, да речам. Врската меѓу домувањето и климатските промени во нашата организација е енергетската ефикасност. Значи, ако за домовите се обезбеди подобра енергетска ефикасност и тие трошат помалку енергија, се намалува емисијата на јеглероден диоксид, со намалувањето на емисијата на јеглероден диоксид се влијае на поблаги климатски промени, што е заедничка цел на глобалната заедница. Тоа дополнително им помага на нашите семејства со ниски приходи, затоа што намалувањето на потрошувачката на енергија значи и заштеди за домашниот буџет, и што току нели имаше прашање за вице-премиерот, дали струјата ќе поскапи, дали граѓаните може да бидат засегнати од такви чекори на владата. Ние работиме се граѓаните и во услови на поскапена електрична енергија да можат да бидат резистентни на такви поскапувања, бидејќи ако трошите помалку, вие нема да бидете толку многу засегнати од поскапувањето на енергенсите, вклучувајќи и струјата, а да при тоа го имате истиот комфор, истиот квалитет на живот, што би го имале кога би трошиле повеќе енергија. Затоа и оваа инсталација на овие термоизолациони панели, кои домовите во зима ги прават потопли, а во лето ги прават поладни, нели? Тоа автоматски значи намалена потрошувачка на енергија, заштеди и намалување на емисија на штетни гасови во атмосферата. Неколку цели истовремено. Дали Habitat Македонија размислува да ги обнови јавните повици во кои што граѓаните
ќе можат да искористат поголности, токму во делот на обновување на фасадите и обезбедувањето на како да ги кажеме, прозорци, врати, дограма која што овозможува на некој начин намалување или заштеда или енергетска ефикасност. Спомена денес, значи проектот во Велес, проектот за новоградби во Велес е еден од 14 различни проекти што Хабитат Македонија во моментов ги спроведува. Неколку од преостанатите 13 проекти се со исклучително фокусирани на подобрување на енергетската ефикасност на постоечкиот стамбен фонд. Не на стамбениот фонд што е во изградба, туку на постоечкиот што доминира во земјата. Тој е во многу лоша состојба, тоа на сите ни е познато. И нашата позиција, која се обидов и на вице-премиерот, битичи и на представникот на USA да им ја објаснам, е дека треба да имаме голем фокус на обнова на постоечкиот стамбен фонд преку мерки за енергетска ефикасност, кои што, меѓу другото, треба да добијат и мала поддршка и поттик од меѓународните донатори и од владата. И во делот на регулативата, значи напредување на законските решенија, и во делот на мали субвенции кои што сега се оставени на локалната самоуправа. Нашиот предлог е тоа да биде национален фонд за енергетска ефикасност, кој што ќе биде на располагање на граѓаните на Република Македонија, односно Република Северна Македонија, на целата територија, без оглед на можностите на општините кои се различни. Некои општини имаат помала можност, некои имаат поголема можност да помогнат во тој поглед.